Здравей, гледачи, добър ден! Еве ние, uz pomoć na našите слушатели, što se ова заключивме да много млади, кои што са уште ергеди, они сматрат да се заблуда и сматрат да свадба као такав чин бисам као само задоволство и светова, прва баш дължи слично, трае само 2 сата, они мислят наиме да токо се игра оро и ова, меđu това, ово е наша дужност и тия сме дужни да обясниме да тој бима и предходно и последователно ова активности и действа што са на фамилиите и управо заради това, одо има стројници, има оро, има слично и кумоти, съветоващи и све и управо и за ова врата сега се дешава такозвани стројници, они да пазарат невестата, односно се запознават семејствата едни со други, као што моите постари колеги, и тоа они преговарат у име на таткото и тоа ќе видите се што се дешава унутра. Епа, ајде, добре дошле. Добре дошле. Ти внучко пиша, ти си не полека. Ајде. Вака сега, ја мислам чим дојдоме, рете да кажеш ми, зо сме дојдени, нели? Така е. Ние имаме машко за мажење, Убаво. за женење, ви сте имале девојче Имаме. за мажење, и па, вака сега модерно да се одразам јас, една компензација да направиме. Види да ти кажам право, ни мислиме кеш да даваме, ама помина времето, па сега ако треба и че изкомпензираме да ебам, нели? Такво е времето сега. Така Шо да да правим? правим? Дето е, изправи си, не? Убав, висок, чист, педантен, згодно е дето. Бачка, да ти кажам право, много е друштвен. Ако у друштво кое ќе седне, темпераментен, одма дискутабилен е. Знаеш како, одма дискусија отвара. Това нещо невероятно. Убав е, на татко му убав, нели? Се знаем ни много години, нели, ај ти по чаршивата, убав е. Шо уче, шо работе. Види, он уче тука е на факултетот, уште 2 испита има, ама кај да е татко ќе помогне балончиња, ваму, наму, грозеш, винце ќе донесиме, ќе го завршиме. На воја географија, отсек за високи редишта, а факултативно е на овощарство за грчки лубедици смере, за ние дъгите. Сето тој убаво, ни со грците не живееме баш убаво, ама убаво и таа гранка малку ни да развиеме, да има лубеници и кај нас да јадиме тие грчките шо. Он ќе го води тоа. Да, типа, брка работа, бацкали кој го жели. Зборот друго ми беше. Ми расправа Даско, вика, јас само што ќе го постава питањето, ово секундарно рака дига. И се погодуе. Исто джа човек. Да не веруиш. Бре. Плюс тоа една песничка имаш временот за невеста, ај си не запе. Запе, ај не се срами да. Сега шо се срамуваш тука? Ва куче утре, това ќе биде, ајде. Ајде. Кокиченце, девојченце, бело, бело, весело. Ај многу е по чистота да кажам. Секоја сабота се бања, но исте секоја вечер се имие. Лето, оти прскаме по тоа лузините и коста прше му фајче од тоа препаратите што прскаме. Ако веруиш, секоја среда глава се мие. Че настине, не да Боже му викам. Браво, браво. Да, ти много дисциплинирани стоje. Толека си не. Тоа сакам да го чувам. Еве се ја рекол, че ја давам, не е проблем, ама кај ќе живеат, шо ќе правиме тоа? Ја тоа го решавам. Тоа е мој гајле. Јас куќи имаме, лепенка е до душа, ама 2 влеза си има од постраните. Они си имат 2 фодаи долу, 3 фодаи горе. Наместено си тоа, дневна соба, со тросек, двосек, тамбуретки, сето се наместено. Фриждери имаме, башка. Сега ќе требе спална и кујна ќе требе да дајте, ја мислам честно е. Не е проблем, ако треба и плакарче ставиме еден, нека живеат децата, нека уживат. Тате, то не е проблем. Бе го питај, по кој кафи ќе излева? По кој кафи ќе излева? По кој кафи ќе излеваш? Шо е сега тоа бито, ви после тоа рейд си го де? Море, вака,
не прашуј више вакви прашања не чу, че седните ви после, че се договорите убаво, че се... Аман, бре, синко, бре. Замуабекте. Шо е работа? Мисля, толерира се малко. Ја ли тоа че си провериш уште првата вечер тоа? Шо тоа? Шо тоа свати? Че бичка работа. Да сум питал невеста дали била... Да не имала некој друг де пред тоа. Добро, знаеш како се знае, секој има по некоја мана, не може без мана. Ја му викам, тоа модерно е сега? Модерно е така, ти знаеш ли ба мојата колко е модерно? Била емаш пред 5 години, со еден. Ама ја праша да ти кажам, ично и било убаво. И ево го од тогаш, Воа Николско 5 години направи, 4 години и 6 месец така. Ама шо па сега да се мача детата да прават друго внуче, израснато убаво сега се живеат. Ами сигурно шо. Еден Джони, еден. Ами сега, не сме селјатини, не загледуиме на тия работи. Ајме израснато внуче тука, така ли? Ја мислам се уреду, што е така работа. Ја мислам наредена, ајде, нека е со среќа, ајде, зете. Со среќа нека е. Ви да се гледате така, ајде. Нека се угоде. Нека се угоде, ајде. Зарно. Ај па до година уште една крштенка да правиме. Ета. Дали струниците ви известија дека доброволно ќе стапите во брак? Да. Да. Добар ден, као што веќе реков, свадбата де е само 2 сата оро, управо заради тоа што након успешните прелиминарни предоговори и успешните договори, младеците успејават да стигнат да брачното советувалиште, каде што успешно го положива испитот и управо заради тоа сега до обострено задоволство на двете семејства, младиците управо се регистрирава. После веселе, након со други информации, че се ебе од кај орото. Тате, види сите кисиња и собра поклони што на сега. Ќе ги измиеме дома за нивта. Право, сине. Де, дај ми сега некој динар да му залепам јас нешто на ресот, де? Ами вчера си дади кој кафе ги потроши? Де, па ти шо се, еве се ми сега. Ајде. Ај, живе ли зете? Зете, по кој кафи се знаем јас ти, бе? Абе, ги тоа да ти бапнаме. Де, па ти да, ево. Николче! Тате, една свака ме пита за тебе. Шо те пита, бе? Кој ова будалото с научарите шо играе? Феру, да те питам, у кој кафе ги свириш ти, бе? Па се знае, Велчо Ромејанче. И, драги гледачи, ово е тоа за сите што го обистат свадба тие 2 сата што се спреба уствари, пошто ово сега и тука е тоа свадба, има и обед, има и музика жива и све тоа, и онда тоа, након ова, после следи прва брачна ноќ, пошто младеците исто добиват и поклони, тоа са такозвани тостер, тоа е за седвичи, феново оно, и они нарочито планирава денеска да ја направат свадбата, пошто е субота, како би утре могле да идат на аутопазар и тоа што има дупло, да го уновчат, односно да настварат кеш и тоа.